Од почетокот на годината не примиле плата. Дополнително велат дека добиле негативен одговор од Министерството за финансии за продолжување на нивните договори за работа. Поради тоа, дел од вработените во клиниката за детски болести излегува пред Министерството за финансии за да побараат исплата на платите, продолжување на договорите и трајно решение за нивниот статус. Една од учесничките на протестот изјави дека нивните барања за продолжување на договорите постојат уште од 2019 година, но и по долги чекања одговорите останале негативни. Nëse nuk ka pasur qëllim për vazhdimin e kontratave, atëherë pse përgjigjja është vonuar 5 muaj? Për çfarë arsye punëtorët janë lënë të vazhdojnë punën deri në fund të muajit maj, ndërkohë që kërkesat kanë qenë në pritje nga muaji janar? Si është e mundur që mbi 90% e institucioneve shëndetësore kanë marrë përgjigje pozitive, ndërsa për klinikën tonë vazhdimisht jepen përgjigje negative, pa argumente dhe pas sqarime të sakta. По оваа изјава вработена во Министерството за финансии, која се представи како шеф на кабинетот на министерката Гордана Димитриевска-Кочовска, ги покани на средба. По средбата вработените изјавија дека добиле ветување дека ќе се ангажираат да утврдат дали проблемот е заглавен во Министерството за финансии или на друго место и дека во рок од една недела ќе дадат информација. Po shpresat I kemi tek to I kemi. Shtash në shka do vendosin ato në. Shtash Po besoj që po. Se tha ato vet ishin, tha jemi kanë, tha e dimi çka do me thon spitali I fëmijëve, çka do me thon se vet ishin print ishin. Вработените наведуваат дека одговорност има и од Министерството за здравство, но според нив министерот Азир Алију признал дека имало процедурални грешки од страна на институцијата што ја води, но и покрај нивното коригирање. Одговорот од Министерството за финансии останал негативен. Тие исто така истакнуваат дека станува збор за околу 50 вработени со нерешен статус и 6 месеци без плата, а меѓу нив има и кадар со 8 години непрекинато работно искуство во клиниката за детски болести.